Да, се враќаме во студиото, како што кажавме, тука е господинот Дејан Георгиевски од Центарот за развој на медиуми. Господине Георгиевски, добре дојавте во студиото. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Ќе разговараме генерално за состојбата на медиумите, на медиумските работници, за сето она што се случува на тоа поле, за вашите активности. Кога зборуваме сега за состојбата на медиумите или за слободата на медиумите, за слободата на говорот, некако може да оцениме, имаме еден пат на таа листата на Репортери без граници, но сепак не е тоа некој драматичен или голем пат. Како јас барем имам впечаток како да сме во некакво статус кво, во некаква лимбо состојба, ни таму, некако лебдиме тука. Значи немаме некои сериозни структурни или системски проблеми во поглед на слободата на говорот, како што имавме, да речеме, пред 10 години, но па и не можеме да кажеме дека состојбата е нешто добра или сјајна. Значи, чудна состојба, барем јас така би ја дефинирал. Вие како ја гледате? Па, знаете како, тоа што сме се качиле или сме паднале неколку места на таа листа, не мора да значи ништо. Тука комплетно се согласувам со колегата Звездан Георгиевски и согласував пред него и тој пред да го кодификува, што би се рекло тоа во една од своите колумни што ги пишува за Призма, ако не се лажам. Да, ситуацијата е и добра и лоша. Ние немаме проблеми со слободата на изразување. Секој може јавно да изрази, да каже се што сака, дури последниве години станува проблем дека главната поплака е дека премногу можеби слободно изразување имаме, па луѓето ја злоупотребуваат во смисла на манипулации, на говорна омраза, за меѓусебни напади, црна пропаганда, што и да е. Инаку остануваат тие главните проблеми кои се врзани со ниската, ако воопшто има одржливост на сцената, нема да кажам пазарот, и со сите непознаници што денешново време на така наречен информативен неред, кој што ме нарекува Клеа Вордл, професорка по новинарство и по медиумско право, и несигурноста како сето тоа ќе изгледа можеби утре, можеби задутре, можеби за 5 години, можеби за 5 минути. Затоа што работите се менуваат со огромна брзина, времето е како тоа се вели згуснато, и сите што се заинтересирани да се вклучат на каков било начин, главно активен во таа активност се нарекува јавно информирање, односно да информираат јавноста, било да се тоа професионални новинари, било да се аматери, граѓани, било да се институциите кои што така сакаат својата информација, односно информацијата така што им одговара на нив да ја пренесат директно до јавноста, се, како што рекавте, во едно лимбо, сите се трудат, некако се надеваат сите дека ќе се задржат старите узанси, стандарди и правила, а тие се под тежок притисок на новите технологии, на дигиталната дисрупција, и како што реков, тоа пред се огледа во тоа што се потешко се наоѓаат финансиски средства за финансирање на квалитетно новинарство, оно кој што го знаеме и кој што сакаме да го зачуваме. Прашањето на монетизација на се тоа што се објавува на интернет, било како некаква форма на информирање, било каква форма на забавна или друга содржина, останува отворено. Малкумина ќе се снајдат, огромен број од тие што ќе пробаат нормално ќе пропаднат. И сега ја имаме таа среќа, појавата на интернет, на новите технологии, дозволи сите да можат, буквално сите, да го ужива ветеното право на слобода на изразување, меѓу другото и слобода на информирање, кое што е компонента од слободата на изразувањето. И тоа нормално придонесува за пад на квалитетот на оно што го нарекуваме новинарски производ или информативен производ. Не дека ќе престане потребата, од друга страна, сите сакаат
некако да живеат од тоа, и тоа ја носи потреба да се биде интересен или да се повладува на она што публиката го сака, а публиката главно сака да биде забавена. Тоа порано се викаше жута штампа, нели? Па да, мислам, гледате, ништо... Сега веќе и тој израз се губи. Па да, знаете, ништо, мислам, жолти единици и нули, нели? Да. Ништо од тоа, жолти екрани. Ништо од тоа не е ново. Ние имавме неодамна на некаков настан, баш зборувавме за тоа, и ние имавме таа среќа нашиот медиумски систем, овој плуралистичкиот, да се развива на тој начин да не дојде до таа фаза која ќе имаме она што американците го нарекуваат супермаркет таблоид. Нели, каде што буквално насловна страна имате моето бебе е вонземјанин, па на бебето му залепило лажни уши, за кој што се гледа лажни уши, и тоа се продава, такви како National Enquirer или не знам, милиони, илјадници такви публикации. Меѓутоа, од секој пат сме имале таблоидно новинарство, од секој пат сме имале таблоиди кои што се интересирале баш за тоа што интересира публиката и повладувале повеќе но сега имаме на мрачните страсти, на помрачната страна на човековата природа. Сега имаме природа. таблоидни сајтови, таблоидни инфлуенсери, таблоидни рилсови, таблоидни подкасти. Гледате, тоа е прашање на човековата природа и ја не очекувам тоа да исчезне кога било. Прашањето не е дали нив ќе ги има, прашањето е дали покрај нив ние ќе успееме некако да задржиме оно што е квалитет, значи квалитетно информирање, базирано на податоци, проверено, објективно, во таа мера во која што може или е пожелно и неутрално, не знам, меѓутоа дека тоа секој пат ќе биде интересно, нели, познатите, славните, што јадат, со кого љубуваат, каде одат на одмор, кој ги облака и да просите со облака, тоа секој пат ќе биде интересно, и не мислам дека во таа смисла ќе се промени. Вистинското прашање е денес како да успееме да одржиме што е можно повеќе од квалитетниот тип на новинарско информирање, со своите стандарди, со своите етички кодеси, со пристапот кон обработка на информациите, на суровите информации и информирање кое што нема да се задоволи само со просто копирање на официјалните соопштенија на, да речеме, политичките партии или корпоративните играчи. Тоа е прашањето, бидејќи новите технологии, нели, за жал, целосно ги разрушија претходно постоечките и прилично издашни модели на финансирање. Дали е тоа одите да го купите весникот на трафика, дали ќе платите претплата за истиот тој весник, или не знам, весниците под публиката што ги купува буквално ја продаваат на огласувачите, па и тоа беа големи пари. Или ќе станете сега мембер на YouTube канал некој. Па да, и таму ќе се претплатите. Знаете што, кај нас што поскоро ние стекнавме таа некаква навика, а потоа и став дека информирањето треба да биде бесплатно и не треба за ништо да се плати. И на тој став му погодува тоа што кај нас има толку многу извори на истите информации, да се разбереме, за оние што се највообичаените работи, што се случувало во парламентот, какво е времето, спортски резултати, за се што може да ви интересира, има толку многу бесплатни информации што вие да пробате таквиот тип на информации и да го наплатите, тоа многу тешко ќе оди, освен ако сите не се согласат, па да стават, не знам, paywall систем за претплата. Да, кога ги објаснувате овие ситуации, има, вие кажавте во поглед на пазарот, или како што вие велите, сцената и на потребата од квалитетно новинарство, но и целата медиумска слика. Можеби генерално јавноста не знае, но овие кои работат во медиумите во Македонија точно ќе знаат за тоа што зборувам. Тоа е дека стандардот прво на новинарите или на медиумските работници, на сите заедно, нас е прилично слаб во Македонија во споредба со околните земји, сега зборувам. Не одиме понатаму.
Значи, во сите околни земји, стандардот на медиумските работници е многу подобар отколку во Македонија. Значи, зборуваме, еве да посочам, дури за Косово, за една која е најнова држава тука околу нас, и таму е подобар стандардот, и во сите други. И сега, прашањето е зошто е тоа така, бидејќи има разни анализи. Еден е дека е мал пазарот, друго е дека има премногу медиуми, трето е генералната куповна моќ и стандардот. На што би се должело тоа? Значи, тоа е комбинација од сите тие работи. Прво, и тие што ги даваат платите, може да дадат такви плати колку што можат тие да си ги дозволат. Да, се разбира, тоа е пазарна логика. И тука влегуваат сите овие други фактори. Факт е дека ние имаме медиумски операции, медиуми од различен тип за држава што можеби има едно најблаго речено 200-300 милиони жители и има, не знам, БДП од не знам колку трилиони. Значи, ова е пренапумпано бројот. Лично сметам дека не може да се очекува подобрување во таа ситуација, меѓу другото и со висината на личните доходи на новинарите, односно платите што ги земаат, нивниот социоекономски статус, без некаков тип на консолидација на сцената. Значи, окрупнување. Вие не знаете како, кога имате, бидејќи спомнавме тие основни постулати економски, вие имате премногу огласен простор што се продава и тога сцената нормално мора да му паѓа. А огласувањето се уште сите го гледаат во најголема мера како основен начин на финансирање на било каков тип на содржини. Иако и предплатите, и не знам, и донации, и краудфандинг, и краудсорсинг, сите тие си имаат свое место, меѓутоа сите се уште гледаат на тоа. Значи, ако цената на чинење на рекламниот простор е толку падната, вие не можете да заработите доволно пари за да ги платите сите новини што би сакале. И во таа смисла, вистинското прашање, кое што следи пред нас, веќе е тука всушност, е тоа што го спомнавте. Не е прашањето дали ни е потребно квалитетно новинарство и дали ни се потребни новинари кои што ја работат својата работа во согласно стандардите, етичките кодекси, уредувачки политики и така натаму. Проблем во иднина и се повеќе ќе станува колку луѓе ќе можат тоа да го работат професионално именно за плата. Затоа што како што одат сега работите, малку ќе бидат тие што ќе имаат таа привилегија да се занимаваат со оваа професија, со новинарската професија и за тоа да земаат плата, и тие најверојатно ќе бидат концентрирани во некакви јавни медиумски сервиси. Нешто што да се надеваме во блиска иднина ќе тргнеме и нашиот јавен радиодифузен сервис да го трансформираме во јавен медиумски сервис. Сите други, нели, одамна, бар и во радиодифузијата, одамна е тој процес на специјализација и на правење специјализирани програми, па да речеме тие што произведуваат квалитетна играна програма воопшто не живеат лошо. Меѓутоа, нив не ги интересира што се случува во македонскиот парламент или во било кој друг парламент, освен како тема за да направат од тоа квалитетна драмска серија, да речеме Данците со Борген или не знам, британците имаат неколку такви. Тие добро. Тие што имаат специјализирани спортски канали, особено тие што се фокусирани на квалитетен, популарен, масовен спорт, фудбал, крикет во британскиот Комонвелт, американскиот фудбал, кошарка. Тие живеат многу добро, исто тие заработуваат многу добри пари. Меѓутоа и нив не ги интересира оваа информативната страна во смисла на, нели, информирање во јавен интерес што им случува во политичкиот, економскиот живот и така натаму. Тие што ги интересира и што сакаат да информираат јавноста за тоа, тие се во најголема непознаница како ќе изгледа светот. И затоа велам, квалитетното новинарство, такво што го знаеме, најверојатно ќе опстане, затоа што има потреба од него и таа потреба секој пат ќе постои, меѓутоа многу малку луѓе ќе можат тоа да го работат за плата. Знаете како, медиумите се сериозна инвестиција. На времето, пред интернетот, беше прохибитивно скапо вие да почнете да
да направите телевизија или не може да направите весник, затоа што треба да организирате редакција која што ќе има доволно луѓе. Например, недостиг на луѓе, подекипираноста на сите македонски редакции е трагична, најблаго речено. Треба да организирате печатење, дистрибуција, треба, не знам, да давате плати, треба да се грижите автомобили да има превоз, сите тие режиски трошоци, и тоа е скапо. За телевизија исто треба да наместите и да одржувате предавателска мрежа. И тоа е страшно скапо. Интернет сите тие цените на основање на медиум ги спушти на некој минимум, дури денес не ни мора да се грижите, има собствена платформа, има многу луѓе кои што функционираат совршено објавувајќи само на социјалните мрежи. Дали е тоа Facebook, Instagram, Telegram канали, TikTok, што и да е. Веќе и веб-сајтовите стануваат на некој начин застарени. Стануваат застарени затоа што и нивната публика главно им пристапува, што е штета, предпоставувам, меѓутоа е така и сега не може да го негираме тоа, им пристапува преку некој тип на агрегаторски услуги кои што главно идат всушност преку социјалните мрежи, кои што истовремено играат и улогата на агрегатор, и улогата на препорачувач. Тебе ова те интересира, затоа ова ти го нудиме, нивните алгоритми се така, ако ве интересира, не знам како мене велосипедизмот, вас секоја четврта содржина ќе ви биде нешто поврзано со велосипедизмот. Ако ве интересира нешто друго, ве интересира македонскиот парламент, тогаш секоја четврта или трета, ако не и секоја втора содржина, ќе ви биде нешто што е поврзано со парламентарниот живот во Македонија, па што кажале ова или она партија, што и на крај тоа кај нас се сведува. И затоа на еден интересен начин одамна дојдовме до полузаклучок, не е некој заклучок што вреди да се напише во камен, меѓутоа најверојатно подобра иднина од она што се нарекува чисто репортерство, чисто известување, тоа не се занимава специјализиран тип на новинарство, да речеме, или со истражувачко новинарство, бидејќи многу малку луѓе се занимаваат со тоа, и тоа би требало на нешто што условно речено е пазар, затоа што го има малку, би требало да му ја подигне цената. Додека за најобично репортирање, известување што се случило денес во политичкиот, во економскиот живот, за тоа ќе има се помалку потреба со тоа да се занимава специјализирана професија, значи да занимаваат репортери кои што би биле дел. И сега нормално е новинарството такво како што го знаеме и такво што би сакале да остане, зависи од структури. Значи, зависи од редакција, зависи од медиумска платформа преку која би се пласирало. Многу малку новинарски жанрови може да се работат индивидуално без таква структура. Еден од тие е истражувачкото новинарство. Меѓутоа и таков тип на приказни, вие не можете сам да покривате, да се занимавате со дневно новинарство и да покривате се. И тоа е уште еден од проблемите. Новинарите, ја не сомневам дека сите се квалитетни новинари, сите со поддршка на таква неква структура редакцијска, каква што некој пат ја знаевме, и повеќе од солидно ќе си ја вршат својата работа на информирање за јавноста за секојдневните активности или тоа што се случува во политичкиот, општествениот, културниот и така натаму живот. Меѓутоа погледнете ги, 99% од редакциите, условно речено на тоа што е на интернет кај нас, на таа онлайн медиумска сцена, се 23 луѓе. Тоа не постои начин. Ако сте 23, знаете како интернет е правен и очигледно е дека е тоа така, или ќе сте глобален, значи ќе сте New York Times, ќе сте Guardian, не знам, Westdeutsche Allgemeine Zeitung, некој што има да инвестира во редакција од 1500-1600 луѓе, или ќе сте хиперлокален, или ќе си најдете ниша. Кај нас сите што одат на интернет тргнуваат во тоа дека мора да имаат и политика, и економија, и спорт, и регион, и забава, и рекреација, и секако хороскоп, без хороскоп ништо не бидува, и сцена, и естрада. Така што би било добро, и тука би завршила на таа тема,
ја би сакал да видам некаков тип на консолидација на седата, некакво окрупнување, да се осојузат неколку такви мали сајтови, да направат иоле пристојна редакција, која што би можела да се занимава и со нешто посериозно, бидејќи вие ако мора сите 5 новинари во редакцијата, цел ден да трчаат од една партија до друга партија, од парламентот во влада, во суд натаму, не може само за да известа што се случувало или да пренеса што кажал гласноговорникот или некој функционер. Не гледам како би може да се занимаваат со нешто подлабинско, поаналитично и така натаму. И сега тоа прашање, новите технологии за жал тоа прашање не можат и го леснуваат пристапот до можноста да почнете да објавувате, меѓутоа на ниту еден начин не ви го олеснуваат, дури го тежнаат, што е евидентно, можноста тоа некако да го монетизирате и да живеете од тоа. И сега Георгиевски во целата таа приказна во целиот тој конгломерат кој се случува, го имаме и AI-то или вештачката интелигенција која влезе како една бомба во сите пори на општеството, а ми се чини дека во медиумите најмногу. И сега кога вие ќе кажете дека во иднина најголем дел од новинарите кои денеска работат, тоа е едно традиционално новинарство, нема да може да живеат во плата, дали мислите најмногу на AI-от или и на други фактори? Па, мислам, вештачката интелигенција или тоа што ние го нарекуваме вештачка интелигенција, лично не сметам дека уште го заслужило името large language learning models или како веќе се викаат. Всушност се работи за огромна компутациона моќ, огромна моќ за пресметување, на која што е дадено и малку подобро владење со јазикот, јас би рекол, и способност, затоа што е cloud computing и огромни сервери и огромни бази на податоци од кои црпи знаење и учи. Огромна моќ за синтетизација на некакви, што вели мој другар кој што е музичар, тоа пишува песни од Битлси, па немало да можело да напише, не знам, обичен извештај берзански или извештај од парламент или што и да е. Доброто е што, условно речено, што тоа што го, вештачката интелигенција, да го прифатиме тој термин, се уште е само алатка. Значи, таа, и како и со секоја друга алатка, крајната одговорност би требало да биде на оно што ја користи. И затоа сите упатства минатите неколку години многу се работеше на тоа да се усвојат и нови упатства за новинарите, за редакциите, како да се однесуваат кон вештачката интелигенција и незината употреба. Таа како што учи некои очигледни работи сигурно ќе ги подобрува, не знам дали тоа ќе ни се допадне или не, меѓутоа како што велат таа халуцинира многу често во зависност од тоа со какви податоци или информации е хранета, односно измислува тоа е еден од проблемите. И не се разликува многу од природната интелигенција во лесно можеш да ја наведеш во таа смисла, во која насока да оди и така натаму. Имено како и секоја, и тоа е, велам, се уште е условно кажано лесно, меѓутоа би требало да има човечка контрола на крај, која што дури ако ја искористите вештачката интелигенција на тој начин, не знам, во некој четбот да напиши ми кратка анализа за ова и она, пак треба човек да го провери, пак треба тоа да помине низ редакцијска процедура, верификација, потврда за тоа да биде се, и што е најважно, сите инсистираат на транспарентност. Мора некаде да пишува овој текст е напишан со помош на вештачка интелигенција или целосно е напишан на наше барање да ни направи. И тоа е тоа. Знаете, јас се плашам што и како ќе изгледа во еден момент кога вештачката интелигенција навистина ќе стане само свесна и интелигентна, а тоа е, да речеме, карикирам сега, кога во еден момент некаква AI машина ќе каже: "Ау, колку е здодевно, што да правам денес?"
И тогаш таа нема да биде под наша контрола. Бидејќи сега вештачката интелигенција се јавува со свој производ тогаш кога некој ќе побара. Или кога ќе каже, па немам потреба веќе од овие луѓето, што ќе ми се. Бидејќи таа имено нема емоции, нема таков. Нема вредносен систем за неа, нема идеологија, нема. Таа собира 1 и 1 се 2 или 1 и 0 се 0 и на тој принцип работи и е машина. Сега да се надеваме дека сите овие постапокалиптични... Овие биолошки ентитети повеќе не ми се потребни. Да. Толку е, да. Мислам, знаете како имаше еден стар добар виц за астронаутот што го пратиле со кучињата во Вселена и неговото упатство било храни ги кучињата и не ги дирај копчињата. Да. Значи, од прилика би можело да биде така и ние да бидеме ставени во слуга, меѓутоа тоа е нели работа на спекулација со која се занимава научната фантастика и главно квалитетни автори кои што како Исак Асимов се потрудиле и да постават некои првите закони за роботика. Роботиката таква која што знаеме од научна фантастика е тоа, вештачка интелигенција плюс материјално тело. Сега, знам дека Европската Унија, уште од 2024, ако не се лажам, има донесено регулатива за AI и таа е повеќе слојна, така што секако дека ќе има обиди за регулација, меѓутоа нашиот проблем е што ние сме премногу мали, немаме наши развој на овде на локална вештачка интелигенција, на машини, на системи, на што било. И главно ќе се подпираме и ние на тоа што ќе се усвојува како меѓународна регулатива. Дали тоа ќе биде Европската Унија, дали Обединетите нации, УНЕСКО или некое друго такво тело ќе се занимава со тоа, па ние ќе мора тоа да го адаптираме тука. Тоа тешко ќе оди, и тешко веќе оди, затоа што главните играчи, дури и за Европската Унија, главните играчи не се на европско тло, туку се во САД, во Кина, во други земји. Меѓутоа, претпоставам дека ќе се најде начин, до сега, после многу маки, тоа никој пат не било тоа вака веднаш, ова е регулацијата и таа ќе биде да секогаш, која што ќе овозможи истовремено и вештачката интелигенција, тој што е корисен дел од неа, корисен аспект да расте и да се развива, а тие што се потенцијални штетни ефекти некако да се стават под контрола или дури ако е возможно да се елиминираат. Добро, вие добро кажавте, доколку се остави на нас, ние колку сме напредни и ажурни, се разбира ке може најдобро да се потпреме на тие некои меѓународни регулативи, бидејќи ние за порталите на пример прво не знам дебатиравме дали треба да се регулираат долго време, па потоа како да се регулираат, па дали и се уште ги немаме регулирано, се уште се тие некакви полуправила, полупрописи и така натаму нешто. Лично мислам дека регулативата што е И сега у целиот тој процес дека нас не ни е завршен, ни влезе сега и AI то како нова работа, така да се потпреме дека некои умни луѓе некаде ќе направат некаков концепт. Умните луѓе ќе направат концепт и тоа е. Сега нормално останува и прашањето колку тој концепт ќе биде прифатлив и применлив, затоа што и тоа релативно често се случува, меѓутоа тоа е така, ниту ниедна регулација не е дадена за во веки веков, што би се рекло, туку и таа мора да се адаптира на новите времиња. Инаку уште ќе живеевме, знаете како, да одбереме некој, не знам кој е наше златно доба. Тоа е нашиот проблем. Имаме ли ние златно доба, па свесно да го избереме, тогаш да се вратиме и тогаш да живееме по тогашните стандарди, со тогашните услови. Напредокот никој до сега не успеал да го сопре технолошки и не знам за некој што успеал технолошкиот напредок да го прилагоди на сопствените потреби. Туку секој пат сите се прилагуваат. Знаете, кај нас и во медиумскиот сектор, од појавата на интернет и од појавата на она што се рекува интерактивен со концептот Web 2.0, каде што
мислам комуникацијата нели не е еднонасочна, туку може има и повратни информации. Значи социјални мрежи, блогери и така натаму, граѓанско новинарство, кориснички содржини, така натаму. До сега сите обиди беа како тие новини да се адаптираат, да се прилагодат, да се вградат во постоечките медиумски структури. Мене ми се чини дека тоа ќе биде се потешко, затоа што постоечките медиумски структури веќе се под таков удар што нема да го кој што не мислам дека ќе го преживеат и дека на крај тоа се ќе биде еден дигитален домен, онлайн сфера, се ќе биде кажано со денешен јазик содржина по барање до која што ќе пристапуваме, ќе немате вакви организирани линеарни канали како што е линеарната телевизија, терестријалната телевизија не секаде, меѓутоа во голема мера веќе се повлекува. Сите предвидувања се дека можеби ќе трае уште 10 години, до 2035 е некаде најдалеку, да имаме, не знам, линеарна телевизија, да имаме терестријална телевизија, ќе немаме најверојатно многу пред тоа. Линеарна, значи да објасниме за гледачите, се мисли на телевизија како што е концепирана денес, со програма која ние ја пуштаме и вие гледате. Да, со програмска шема во која што се знае дека во, не знам, во 7 часот се вести, во 8 часот е играна програма, тогаш е забавна програма и така натаму, така наречено гледање по распоред, врз кој што публиката нема влијание. Туку се ќе наликува на платформи за размена на видео, кој што се YouTube, нели видео, on demand. Ми се гледа, не знам, спорт и одам таму каде што се концентрирани такви содржини, бирам, ќе си платам на лице место, ми се гледа тој и тој натпревар, тој и тој натпревар ќе ме кошта толку и толку пари. Картичката ќе се препегла, платено. И ќе го гледате тоа што го гледате. И на тоа му погодува, да речеме, еден веќе идентификуван тренд дека луѓето се помалку бараат текстуален тип на информации, се помалку читаат текст. Новите технологии ги донесуваат тие трендови на кратко видео, се мора да биде кратко. А и тој тренд, да речеме, не е толку нов, затоа што знаеме, да речеме, дека за телевизиски вести малку се наставени што може да добијат повеќе од минута и пол. Нели, телевизиско време во вести. Треба војна, некако катастрофа. Инаку се што е над 1,5 заслужува документарен, се претпоставува. Така што ќе видиме, најверојатно за некои работи тој нов свет што сега се раѓа, ќе биде подобар, за некои работи од наша перспектива, нели бидејќи секоја генерација е најдобрата што воопшто постојала во историјата на светот, секоја денешна младина е Боже сачувај, нели, што ви се рекло, и нината тешко дека ќе биде таква, ако не сме ние, нели, внатре да ја контролираме. Ние се сомневаме, меѓутоа светот нема да пропадне, планетата ќе остане тука, човештвото нема да пропадне, наспроти сите своји напори некако тоа да го забрзаме. И би било убаво, да речеме, да имаме временска машина, па да можеме да одиме и да ги прашаме луѓето таму како вие денес, ние мислевме дека ќе биде вака и вака, како е. За жал тоа не можеме да го направиме и се што ни останува е надежта која што досега главно се материјализирала дека иднината ќе биде малку подобра или во идеална ситуација многу подобра од денешнината, затоа исто како што мислиме дека денешнината е малку и многу подобра од минатото, зависи колку далеку во минатото одите. Меѓутоа, било какви предвидувања сметам дека се илузорни, затоа што работите се менуваат со толку голема брзина, технологијата напредува со толку голема брзина, што на било кој што тие што ја почнувале, нели, индустријската револуција, Джеймс Ват, тие што ги измислиле парната машина и тие први машини не би можеле да го замислат. Да. Кога зборуваме, еве, пред крајот на разговорот за вашите активности на Центарот за развој на медиуми, во моментот работите на едни вебинари кои се насочени кон
обучување, алатки за новинарите, за медиумите, на некој начин можеме така да ги дефинираме. Имате, скоро имавте два вебинари, едниот е пронаѓање извори и проверка на луѓе, другиот е дата новинарство. Значи, за да ги објасниме, да кажеме што е концептот кој се цели. Накратко, тие два вебинари се петиот и шестиот од серија од 9 вебинари кои што Центарот за развој на медиуми ги организира заедно со други активности во рамките на проектот Истражувачко новинарство за ерата на информативен неред, што го финансира Европската унија. Тие сите 9 вебинари се засноваат на две изданија, практично. Првото, во основа се работи за воведот во истражувачко новинарство, што на почетокот на 2025 година го објавија глобалната мрежа за истражувачко новинарство, GIJN, нели, во соработка со IMED, затоа што и тие, а и ние забележале дека се помалку традиционалните редакции, традиционалните медиуми се занимаваат и се заинтересирани прво за истражувачко новинарство, дека тоа се повеќе специјализирана активност која се сели главно на специјализирани интернет локации и дека постои потреба и новинарите што не се занимаваат, што не специјализирале или не сакаат да специјализираат истражувачко новинарство, запознаат со методите, со стандардите, со приодите, со процедурите и оваа серија вебинари е наменета пред се не е наменета за луѓе што веќе работат специјализирано истражувачко новинарство, затоа што меѓу другото тие колеги имаат толку многу обука што скоро и да немаат време. Сите се дел, да речеме, и нашите неколку специјализирани истражувачки редакции од големи меѓународни мрежи и тие постојано да имаат обука за нови трендови. Сметавме и во тоа се согласивме и со оригиналните издавачи на тој прирачник што е преведен на македонски и на албански, достапен сега на македонскиот и албанскиот се во малкуте јазици на кој што е достапен тој во светот покрај, не знам, мислам дека има на арапски, руски, англиски, грчки секако. Тоа е првата работа и втората работа е што сметаме дека на некој начин треба да проектот се занимава и со тоа, на некој начин да ја промовира потребата и традиционалните редакции да се занимаваат и со малку посериозно истражувачко новинарство, меѓу другото и од причините за кои што веќе говори, затоа што тоа ќе има поголема проđа економска, ако сакате, затоа што има малку и би требало неговата цена да расте, затоа што е потребно и ако сакаат да бидат релевантни, самото репортерско известување, нели, денеска се владата одржа седница на која што ги донесе тие одлуки, нема да биде доволно затоа што луѓето во крајна линија ќе појдат и на сајтот на владата, па ќе видат владата што правела и кои одлуки ги донела, туку ќе мора да се занимаваат со таков тип на подлабоко аналитичко истражувачко новинарство кое што ги занимава не само со манифестациите на политиката, да речеме, туку и со трендовите што стојат зад неа и со проблемите и што ќе решава и ќе нуди решенија за проблемите. И оттаму таа потреба, така што целта е да ги подсетиме, јас би рекол, новинарите на работи што тие по природа на работите би требало да ги знаат, меѓутоа и овој приличник и други, тоа е серија од приличници за верификација на новинарски производи. Тие во тој момент кога се пишани ги вклучуваат најновите технолошки достигнувања кои што се или проблеми што новата технологија ги донела, па како да се решаваат. Еве сега моментално јас се надевам дека ќе успееме и тоа да го добиеме. Сакаме да локализираме и еден приличник од Хенк Ванес, тоа е веројатно водечкиот стручњак во светот за прашањата на новинарство и употреба на вештачка интелигенција.
кој што е посветен на препознавање на употребата на вештачка интелигенција во визуелни видео и фотографии. И се надеваме дека и него ќе го доведеме на еден од тие вебинари, затоа што сигурен сум дека сите имаат што да научат од еден таков стручњак. Тие вебинари ги држат искусни колеги, новинари, истражувачки новинари, кои што меѓу другото најголемиот дел од нив се и предавачи или професори на универзитети, на студии по новинарство, така што се страшно квалитетни. Досега сме задоволни од интересот на колегите да учествуваат. Се разбира, секој колку може и колку има време, ако нешто го интересира, ако не можам јас да го инсталирам тој интерес кај сите. Единствено што би сакал да се малку поактивни на предавањата. Меѓутоа се на се досега сме задоволни. Сметам дека тоа ќе биде корисно, особено ако работите тргнат во таа насока во која што јас очекувам и се надевам дека и кај нас конечно ќе почне да се консолидира таа сцена, ќе почнат луѓето малку повеќе да се специјализираат, дека ќе престанат да го чувствуваат тој притисок дека мора да имаат се и мора да имаат веднаш и 24 часове нели news cycle и така натаму, и дека по примерот на нивни колеги од светот, дека ако решат да се занимаваат со парламентарна политика, тогаш ќе се занимаваат само со парламентарната политика и нема да мора исто време да имаат и вести од спортот, и вести од геополитички настани и геополитички прашања и така натаму. Така ќе видиме, ова времето пред нас е страшно возбудливо, во најголем дел најверојатно на негативен начин. Возбудливо, тоа ќе ни предизвика многу стрес, многу маки и така натаму, меѓутоа не сомневам дека на крај ќе се роди еден, меѓу другото и еден нов систем за информирање, за јавно информирање, ако сакаме, можеме да го наречеме медиумски систем, кој што на тие граѓани тогаш ќе им обезбедува квалитетно информирање за прашање од јавен интерес, бидејќи тоа е идејата. Добро, еве, да завршиме во позитивен тон, се надеваме. Да, господине Георгиевски, ви благодарам за учеството. Благодарам за поканата. Ова е крај и на вториот дел, почитувани, останете со нас. Одиме повторно со една куса пауза за реклами и емисијата ќе завршиме со Стефан Треневски, македонски возач во Формула шампионатот, тренерски вози, младиот тренерски вози во Формула 4.